Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во зависност од интензитетот и во зависност на квалитетот, во некои од индустриите има простор, генерално, да се зголеми минималната плата, односно би требало, а некои трудоинтензивни дејности кои не имаат толку големи приходи и тешко, меѓутоа, ќе мора да се потрудат да го на некој начин да го постигнат тоа ниво. И ова го кажувам бидејќи е генерално потребно за самите индустрии, генерално општо за стопанството, меѓутоа и за самите поединечни индустрии. Може ли негативно да се одрази врз работењето на бизнисот зголемувањето од 10.000, како што во моментов изнесува минималната плата, на 12.000, како што предлагаат? Може ли бизнисот да го издржи тој товар со самото зголемување? Бизнисот пред се на некој начин се потпира на многу едноставна анализа, трошоците кои и произлегуваат од самата работа и нивото на приходите. Тоа е поврзано исто така и со знаењето да се води бизнис и како се исполнуваат сите критериуми да се води еден успешен бизнис, меѓутоа конкретно кога станува збор дали може бизнисот да го издржи тоа, и да и не, да секако, бидејќи може да направи реструктурирање на трошоците, може да се насочи кон поголемо штедење, поголеми ефикасни технологии, методологии за водење на бизнис, а во исто време и не, затоа што може би му е потребна подобра бизнис клима, може би се подобри услови за водење на бизнис, намалувањето на надворешните влијанија, говорам за целото окружување за водење на бизнис, и едноставно самата индустрија, самиот бизнис поединечно во каква состојба се наоѓа и во каков обем се наоѓа. Значи, некои компании, така ќе ги извојам како компании, како предпријатија, може да си дозволат, меѓутоа некои може би и навистина не можат. Една од причините зошто се предлага зголемување на минималната плата е да се спречи одливот на кадри од самите фирми, но и селувањето на младите од државата. Ке се постигне ли ова? Прво ќе кажам дека никогаш не е доцна да се почне да се размисли и во таа насока, и навистина се надеваме дека еден предлог кој произлезе од Сојузот на синдикатите, а поддржан од Министерството за труд и социјална политика, прво е предлог заснуван на одговорност. И таа одговорност треба да ја споделиме сите, без оглед на тешкотијата или без оглед на можностите. И се надевам дека ова ќе биде сигнал, зголемувањето на минималната плата ќе биде прво сигнал за оние кои се веќе вработени, дека им се зголемува стандардот или на некој начин има шанса да им се зголеми сигурноста, а со самото тоа и мотивацијата. А од друга страна ќе биде и на некој начин порака за тие кои навистина имат наум да ја напуштат земјата и да екзистираат во некоја друга дестинација, така ќе кажам, дека можеби ќе можат да се преиспитаат и да се надеват дека ќе бидат вработени и да почнат да размислуваат да се вработат тука во Македонија, бидејќи основата, а тоа е минималната плата и минималните примања, ќе имаат шанса да бидат на едно задоволително ниво. Се соочуваат ли компаниите во моментов со недостиг на квалификуван стручен кадар? Да, генерално кога ќе кажеме да, меѓутоа исто така и компаниите многу вложуваат тој кадар кој го вработуваат да го способат според потребите на работните задачи во компаниите. Генерално она неформално образование, практично образование и информално образование е едно од најважните за стекнување на една добра работна вештина и за задржување на работникот. И сега многу од компаниите или во нашето општество, кога станува збор за трудовата економија или пазарот на трудот, вообичаено се слуша дека имаме недостаток на квалитетна работна сила, дека имаме недостаток на квалификувани работници,
И тоа е еден факт, меѓутоа од друга страна компаниите кои редовно функционираат вложуваат постојано, секојдневно вложуваат во своите вработени. Едноставно работното место со самото функционирање ги на некој начин ги фокусира работниците да бидат професионални и попродуктивни. Минималната загарантирана плата беше донесена со закон во 2012 година да изнесува 8.050 денари. И секоја година е тепно да се зголемува. Сега во моментов изнесува 10.080 денари. Кога реално може да се очекува дека минималната плата ќе изнесува 12.000 денари? Па некако ова ниво, овој износ се поклопува и со предлозите на политичките партии за време на кампањата пред изборите и на некој начин сметаме дека може да кажеме, иако се уште немаме влада, имаме консензус. Сојузот на синдикатите предложи 12.000 денари, работодавачите не поради фактот дали можат или не можат, туку поради фактот, пред се поради фактот да и бидеме одговорни и да ги задржиме вработените и луѓето во Македонија. Тоа треба да ни биде мотото. Јас мислам дека би можеле да прифатат и дека ќе прифатат и дека ќе преговараме. А кога ќе се случи тоа, иницијативата е почната. Ние би одложиле малце повеќе време, затоа што нашиот предлог е на некој начин минимална плата на секторско ниво, на ниво на дејности. Што би значило тоа? Например, во текстилната индустрија, во кожарската, каде што има најниски примања? Во текстилната и во кожарската индустрија, кои се и трудоинтензивни дејности, а кои имаат исто така и на некој начин најниски примања, директно би се разговарало со синдикатите од кожарската и од текстилната индустрија, како и од градежната, како и од прехранбената индустрија и примарното и секундарното преработување на храна, за да можеме навистина да извлечеме нивоа, во некои повисоки, во некои дејности повисоки, во некои пониски. Ние ја протежираме минималната плата како концепт за социјална сигурност, меѓутоа секторската минимална плата ја протежираме како социоекономска сигурност и стратегија. Бидејќи во таа стратегија опфаќа и социјален диалог и комуникација помеѓу работници и работодавачи, зголемена комуникација бидејќи работниците поради нашиот менталитет или поради нашето незнаење за системско управување или се уште млада слободна пазарна економија, не ни налагаше или не знаевме дека секој еден разговор со работникот е мотивација за држување, меѓутоа исто така и искористување на информациите кои се директно од тоа работно место. Бидејќи сопствениците и менаџерите, особено на поголемите системи, па и не можат секогаш и секојдневно да ја почувствуваат енергијата, така ќе го кажам тоа, на едно одредено работно место, безбедноста, начинот, методологијата, продуктивноста и така натаму. Што значи дека синдикатите, организираните работници во одредени дејности ќе имат можност навистина да преговараат и работодавачите на одредени дејности и компании ќе може да преговараат и да го згонемат нивото. Затоа стратешки е пристапот на секторско преговарање за минимална плата. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.